Почитувани, денес ќе презентираме нови фрапантни сознанија за аферата Бројло и за соларниот картел, како и за трговијата на влијание на Димитар Ковачевски. Како соларниот картел во аферата Бројло вртел милиони, ќе објасним и преку денешниот случај. Само во еден потек, кумот на премиерот Ковачевски добил работа од 2 милиони евра. Соларниот профитер Ковачевски заработува суми на пари додека народот осиромашува. Имено, фирмата на кумот на Ковачевски склучува договор со ЕВН, каде државата има удел во време кога дезертерот Ковачевски е заменик министер за финансии. Договорот помеѓу КМГ ЕОЛ Квазар на кумот на Ковачевски и ЕВН е склучен на 3.2.2021 година и истиот е во вкупна вредност од 123 милиони денари, без вкалкулиран ДДВ, односно над 2 милиони евра. Договорот на фирмата на кумот на Ковачевски со ЕВН е со време трајање од 2 години и тој е се уште во сила. Односно, ЕВН се уште може да ги користи услугите на КМГ ЕОЛ Квазар на кумот на Ковачевски, додека самиот Ковачевски е премиер на државата. Самиот факт што Ковачевски е заменик министер, додека фирма на неговиот кум склучува договор со предпријатие каде државата има интерес, буди сомнеш за начинот на избор. Дополнителен сомнеш буди фактот што договорот може да се извршува и да се користат услуги од истиот, додека Ковачевски е премиер. Дополнително, треба да се нотира дека фирмата на кумот на Ковачевски не е производител на панелите, туку само ги монтира истите, а произведувач на фотоволтаични панели во соларниот картел на фирми е фирмата основана од Ковачевски Pixel Group. На овој начин, фирмата основана од Ковачевски е фирмата кај која ќе завршат парите од оваа набавка од над 2 милиони евра. Со ова, фирмата основана од Ковачевски е таа која има директен профит од договорот помеѓу КМГ ЕОЛ Квазар и ЕВН. Дезертерот Ковачевски да не чека и да си поднесе оставка веднаш. Ковачевски е фатен во центарот на соларен картел, како преку аферата Бројло се свртени 26 милиони евра. Ви благодарам.